Еден од 3 адолесценти има симптоми на депресија, а девојчињата се 6 пати повеќе погодени од момчињата. Овие податоци ги посочуваат од УНИЦЕФ и додаваат дека е неопходна интервенција од повеќе надлежни сектори. The issue is so complex, so difficult, and it will stay with us, so it cannot be attached to one particular sector. We believe not only the sector of health, but also sector of education, sector of protection, internal affairs, private sector also. So everyone needs to be involved to grow the knowledge, to understand better practices. Депресијата е тесно поврзана со социјалните мрежи, а според податоците на кои укажуваат од УНИЦЕФ, 90% од македонската младина е активна на тие платформи. При тоа, 94% од младите користат апликации за испраќање пораки, додека 95% поставуваат сопствени содржини на интернет. COVID-19 pandemic brought this issue to another level. But we believe, we know that it will stay with us. We know that numbers are, I will not quote numbers now, but numbers are pretty worrisome. So we know that young people are affected by this issue and they will be affected. Според психолозите, појавата на депресија кај македонските ученици е во голема мера поврзана и со директната или индиректна изложеност на така нареченото сајбер малтретирање. Тоа најчесто се случува во затворени групи. Обично се тоа групи на една паралелка или групи на некои друштва и многу малку како училишта, како наставен кадар имаме увид во тоа што се случува. Психолозите укажуваат дека кај младите некогаш нема ниту доволна свест за препознавање на постоечките ризици од прекумерното користење и себе изложување на социјалните мрежи. Затоа сакам да укажам дека е многу битно да работиме со младите на препознавање на што значи сајбер малтретирање, што значат поставување на граници и за да можат младите да препознаат за да побараат помош. Затоа што ова е еден комплетно паралелен свет што се случува, виртуелен свет во кој што немаат увид ниту наставен кадар, ниту родители и оставени се жртвите сами на себе. Кај дел од младите нема ниту свесност дека поставувањето видеа, фотографии или текстови со кои може да се наштети некому, сноси и своја одговорност. Во суштина станува збор за одговорност за регулаторната улога на посредникот, затоа што секое вознемирување направено во сајбер просторот може да биде откриено и може сторителот на тоа дело да биде одговорен пред надлежните органи. Тоа што познавачите го укажуваат е воспоставување едукативни процеси и системи со кои младите ќе се едуцираат за потенцијалните опасности од нивното присуство во онлайн просторот. Во секој случај ние треба да ги едуцираме апсолутно, да ја подигнеме дигиталната компетенција не само на младите луѓе, туку и на целото општество до каде може да се оди нели со тие действија во сајбер просторот. Што се случува? Еве и да имаме некаква индиција за сајбер насилство, тоа не е во просторот на училиште или не е врзано секојаш со училиштето. И сега законски, правно и да реагираме, родителот може да каже нели што има врска училиштето со тоа што се случува на социјалните мрежи. Значи, малку е непокриено, малку е замаглено ова поле на законска регулатива или системско решавање и многу би ни било од корист доколку би се унапредила работите на ова поле. Од Министерството за труд и социјална политика посочија дека во текот на оваа година младите и предизвиците со кои тие се соочуваат ќе бидат во фокусот на нивните активности. За Гласот на Америка, Тоше Огњанов.